На крајот од овој негов мандат, министерот за надворешни работи Никола Поповски зборуваше за голем број достигнувања кои што ги имало Министерството за надворешни изминатиот период. Поповски зборуваше за некој, ќе извадам дел од таквите достигнувања, за отварање нови амбасади изминатиот период, како што кажа, во Јапонија, Казахстан, Обединетите арапски емирати и првата амбасада на Република Македонија во Јужна Америка, конкретно во Бразил. Исто така зборуваше за придонесот кој што Република Македонија го има во Северноатлантската алијанса како четврт контрибутор во алијансата по глава на жител. Зборуваше и за многу други достигнувања, за тоа дека Република Македонија одамна ги има исполнето критериумите за членство во Северноатлантската алијанса и критериумите за почеток на преговорите со Европската унија. Меѓутоа, на новинарска забелешка за дел од критиките од Европската комисија во извештаите на Европската комисија, Поповски истакна дека во сите извештаи досега имало критички ноти и дека тоа е нормално, затоа што целта на ваквите извештаи на Брисел, на Европската комисија се токму да се нотираат недостатоците на кои што државата треба да работи за да се приближи уште поблиску до Европската унија. Поповски зборуваше и за тоа дека очекува и најдобро би било Унијата да определи една рамка во која што ќе бидат забележани и потенцирани и искристализирани кои се критериумите за членство во Европската унија, како што тоа било и досега со сите земји кои што веќе се членки во Европската унија, а не само Унијата декларативно да се изјаснува за дека земјите од Западниот Балкан треба да се приклучат и дека местото им е во Европската унија. Поповски на крајот кажа дека на крајот вели од овој мандат мисли и смета дека ниту светот, ниту една институција не започнува и не завршува со никого и дека се надева и во иднина дека ќе се работи за унапредување на најпрви на добрососедските односи, унапредување на позитивната клима која што ја имаме со Грција, исто така истакна дека неговиот следбеник го очекуваат тешки задачи, но очекува да се сите одлуки да се носат во интерес на граѓаните. Да погледнеме дел од обраќањето на Никола Поповски, кое што можевте да го гледачите на телевизија Нова можеа да го проследат и во живо. Бевме исто така и активен поддржувач на Европската унија во справувањето со мигрантската криза. Притисок без преседан, многу сериозни предизвици, во кои покажавме дека можеме да действуваме како дел од еден систем, координиран од Европската унија и во партнерство со бројни земји членки на Европската унија во заеднички интерес за хуман третман, безбедност, но и зачувување на придобивките од Европската унија, меѓу кои една од најважните е слободата на движење, односно Шенген договорот. Во делот на НАТО би истакнал фактот дека Македонија беше помеѓу четирите најголеми придонесувачи во континуитет, и тоа и е денес, во однос на бројот на сили по глава на жител кои се присутни во ИСАФ мисијата во Авганистан. Оваа година ја превзема и Јадранската повелба со Соединетите Американски држави, а председава и со групата за соработка во Југоисточна Европа. Не може да не се истакне и придобивката за добиената пресуда од Меѓународниот суд на правдата во 2011 година, која се однесува на прекршување на обврските од времената спогодба и чија што одлука е правно обврзувачка и трајно применлива. Така како дел од достигнувањата изминатиот период, Поповски ја истакна и Хашката пресудата на Меѓународниот суд на правдата, кој што оцени дека Грција ја прекршила привремената спогодба. Поповски смета дека иако
Атина не ја прифати оваа пресуда, сепак верува дека таа е од трајна историска, ќе има трајна историска вредност и дека на крајот ќе даде придонес за исполнување на крајната цел, а тоа е членството на Република Македонија во Северноатлантската алијанса. Во однос на едно новинарско прашање за тоа дали Поповски претендира за лидерската позиција на ВМРО-ДПМН, тој само истакна дека сите тие прегрупации кои што се споменуваат во јавноста и се пуштаат во јавноста се само со цел да се направи раздор во партијата и убедуваше дека такво нешто нема да се дозволи.